Во последниот дел од разговорот неколку така по-специфични прашања кои одредени таргет групи ги интересира ако ја гледаат вечерова емисија. Значи има кои гледаат само да добијат одговор на едно единствено прашање. Што си има мака? Тој што си има мака. Па и така е. Луѓе сме сите, нели така? Тоа е исто како кај земјоделците, некои што не се доволно офатени, некоја програма. Например, гледаме некој земјоделски производ, добро се продава, добро оди, не сме ставиле многу пари таму, ставаме таму кај што е по-тешко. Позорт. И тој вика, што ако вие дадете 100 милиони, мене многу малку ми дадете. Така да, секој со својата мака. Секој планина своја тежина. Секој планина своја тежина. Една од најголемите тежини е во секоја држава здравството. Еве гледаме, Обама ги доби изборите на здравство, ја губи популарноста на истата тема, па ја добива, па се бори во нивниот систем да наметне, да не, па се битки има меѓу фармацевските таму лоби групи страотни, може да замислиме во Америка што е тоа, тоа е војна без скрупули никакви. Сепак во основа се работи за здравјето на граѓаните на соодветната држава, во случајов на Македонија. Факт е дека ние од старата социјалистичка творба наследивме кадри во ред, некаква инфраструктура, меѓутоа далеку од тоа што треба да биде. И сега полека тоа оди, па многу ни се од тие згради беа запуштени, плочки испопаднати, линолеумот откорнат, кревети, кебиња, храна. Сунгери столиците скинати. Се, душеци вакви овде буд. И плюс, оние луѓе кои се повозрасни, кои им требат многу повеќе лекови, па лековите им беа скапи, па не може да ги па имаше рели, оде од апотека во апотека, вамо, тама нема, тама специјално, ова држ не да е. Тој има ли концентрација во тој дел? Што се прави на тој дел? Тоа е еден од најтешките делови, најболен, најсензитивен и во овие години свати зошто СДСМ не го чепкаше тој дел. Пранко кога беше на власт, тоа заслуга беше замрзнато, статус кво. Дури со децении после напуштањето на социјализмот, уште имаше институции, можеби некоја се спомнава и денеска, со стар социјалистички назив, со законот 87 и така натаму, значи тој дел они го конзервира. Затоа што навистина е многу сензибилен. Што да пипнеш, можеш како политичар да се изгореш. Но јас имам друг пристап, бидејќи мислам дека конзервирањето не е добро, бидејќи со тек на време институциите се распаѓа, да. Почнавме промени и не начинат ефтино тие промени. И како буџет, а и како политичар. Ние постојано сме изложени на критики. Таму имаше една, така да речеме, тајфичка која што и така добро заработувала на не многу чесен начин. И пружи отпор некои веледогери кога се донесе законот за лекови, па се средија некои работи по аптеките, поевтинија лековите, ако се сеќавате пред година дена имаше драстично поевтинување на многу лекови. Можело сега и така, значи се продава по 60 денари, сега се продава по 20. Никому ништо, значи може и 20 да кошта. 40 и нормално огромен отпор имаше, кој што го почувствувавме и преку медиуми и секако, и тоа и доправа ќе се случува. Таму, како што кажав, беше нечепнато и таму има уште многу работа. Таму сме на сам почеток у овие 2-3 години што работиме, на сам почеток на промени. Освен што се намалија цените на лековите и се стави колку толку некаков ред во тој дел, ние сега започнуваме на крупна акција, односно да речеме во една двабока фаза сме на една крупна акција, тоа е набавка на опрема. Нашите болници и клиники со години немаат набавено посериозен број на апарати. Нешто ќе дошло донација, ситна, нешто ќе се снајде некој амбициозен директор, па ќе истурка некако преку оној да се купи нешто, но генерално многу лошо. И она што го направивме и не беше лесна работа, решивме да инвестираме во поголем износ и да го надокнадиме она што можеби 20 на години не се работело. Тоа е набавка на опрема која што најверојатно ќе биде во вредност околу, ние зборувавме 68 на околу 85 милиони евра, значи само оваа пратка, ова сега што ќе договориме, да речеме, група на апарати и опрема, ќе биде околу 69 милиона евра, или 68 тука некаде,
Преходно, во првиот тендер, околу 14 месечини милиони евра се завршени, значи тоа вкупно е околу 83 и дополнително сега започнавме со подготовки да се објави јавен оглас за набавка на апарати за воена болница и за очна клиника, таму е една од повошите состојби. Така што можно да дојде некаде до 90 или повеќе, или може приближно 100 милиони евра. Значи тоа не се ножички или пинцети ова, тоа се сериозни, високо софистицирани тоа се високо машини, софистицирани апарати, рентгени, оние за правење на разни снимки, вклучувајќи во некои делови и помали работи. Меѓутоа со технолошки супериорни, современи најнапредни со најсовремена технологија, што е сега. Голема набавка. Ние сме во фаза сега на подготовка на подпишување на договорите. Министерот за здравство е прека таа работа. Од време на време информира владата, добро оди. Така што ќе биде еден сериозен инпут во македонското здравство. Сега за многу работи се оди во странство, затоа што нема основни апарати. Нормално после ќе треба големо внимание да се посвети на одржувањето. Да, сервисирањето. Да, ако не се сервисира, може брзо да се расипат, па разочарување, па не ги поправаат, па некогаш некому нема одговара да се поправи за да одат пациентите кај некој друг и така натаму, но тоа е дел од борбата, да се тоа канализира добро и да се стави во ред. Тоа е еден момент. Ако ги склучиме договорите во декември, а министрот ми рече дека е во финиш, тоа значи некаде некој од нив ќе стигнат март, некој мај, јуни најкасно, значи во тој период ќе стигне најголемиот дел од пратките. Некој од нив ќе стигнат и подосна, да речеме се набавува еден апарат кој што е веројатно и најскап во целата ова работа, околу, не се сеќавам, 4-5 милиони евра, кој што го има најблиску во Виена и во Турција. Во другите балкански држави никаде го нема, а тоа е поврзан со откривање на канцерни клетки во било кој дел од телото. За тој треба и специјален бункер да се изгради. Значи прво во текот на бункер, пошто е со дебели зидови, со радиоактивни